Саше, може? Денешна епизода ќе ја стартувам уште подубаво време, прекрасно, иако знае на моменти да заврне дожд, да дојде некоја невреме, но тоа се кратко трае на островот. Практично мислам дека оваа година летово ќе го продолжиме докај од прилика, по моја проценка, докај ноември, почетокот на ноември, и тоа е периодот кога се уште се капиме, одиме на плажа, значи кога ќе ме прашате, до кога се бањате во Малта? Па сигурно до ноември. Сега е слободно убава водата за капење, бидејќи и температурата се уште добра. Она што сакам во денешната епизода да ви окажам се повеќе бројки кои што излегува како статистики на колку беа починати во однос на ковид пандемијата, која што дефинитивно заврши. Позна имаме една интересна информација околу тоа колку е безбедно вашето доаѓање како турист во Малта. Има еден мал дел кој што ќе го оставам за нешто подоцна, ќе ви направам една убава разгледница, нешто што мора да посетите кога ќе дојдете во Малта. И требаше да има концерт Владко Стефановски. Да. И тоа требаше да биде во четвртокот, но е одложен. Зошто? Што мислите зошто? Технички причини. Ќе ви го прикажам и тоа и книгата за оваа недела, рубриката која ја вративме во живот после една година абстиненција. Рековме секоја нова епизода и една книга од македонски автор. Friday 8 p.m. New podcast. Со завршување на пандемијата излегоа и официјалните бројки. Сега ќе ги погледнете официјалните бројки во Малта, како завршија трагично случаите. Многу малку, релативно малку во однос на капацитетот на државата и најголемиот број, што е и нормално некако, беа возрастните. Погледнете ги сега. This is Social Network Radio Podcast. MM, the Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Friday 8 p.m. New podcast. Let's get started. Во претходните неколку дена, шетајќи така на едно врнежливо време, каде да одам, што да правам, и одлучивме со Лео да посетиме една затворена просторија. Никогаш не сум бил, до толку години живеам на островот, никогаш не ми текнало да одам таму. Си поминав
неколку прекрасни часови. Значи следниот пат, кога ќе дојдете во Малта, обавезно да го посетите ова место. On Macedonian language. Од 14 ноември уште една убава информација. Покрај она која што ви ја кажав во минатата епизода, дека веќе градскиот превоз на островот е бесплатен за сите оние што имаат талиња картичка. Значи туристите кои ќе дојдат, да, ќе си платат билет во автобусот, но сите оние жители на островот, а скоро сите имаме талиња картички, ќе треба само да исчукаме и да влеземе се возиме бесплатно во било кој од автобусите. Гозо, Малта, ноќни, специјалните до аеродром, било кој. Значи се е веќе бесплатно. Резултатот од тоа би требало после 3 месеци да го видиме, да биде евидентен, а после 6 месеци ќе знаеме дали оваа прекрасна одлука на владата носи онаков резултат како што се очекува. Намалување на сообраќајот по улиците и ослободување на еден простор од колите кои што навистина прават хаос. Сега, ова информација од 14 ноември што ја стартуваме со шишињата е исто така добра. Значи почнува официјалната рециклажа на шишиња. Сите пластични шишиња од 14 ноември ќе има специјално поставени машини. Веќе во Пама, супермаркетите големи Пама и Пави, во Пама се поставени овие машини за рециклажа, значи вие ќе си дојдете, ќе си го ставите шитов внатре, колку шишиња и да ставите, тоа е ваше. Не добивате пари, туку добивате ваучер од машината. Машината издава само ваучер, а подоцна вие тој ваучер во специјалните продавници таму кои што ќе ги пишува каде, како што, ќе го претворите во пари. Одлична акција. Friday, 8 p.m. New podcast. Изминатиот период ме изненади пријатно една убава вест која прочитав еден оглас: Владко Стефановски во Малта. Фантастично. Значи поубава вест не можеше да има. И ја чекавме веста да се реализира. Требаше да се одржи концертот во четврток и еднаш неколку дена пред да се одржи концертот прочитавме оглас, иако немаше многу огласи, некако беше на некој начин малце чудно да не се огласуваат толку многу. Тоа е посебна активност каде што на 20 и кусур илјади балканци, нема некој што не го знае Владко Стефановски, што не обожава неговата музика, да биде толку малце тоа популаризирано. Концертот се откажа. Официјално нема ништо зошто е откажан концертот. Имаше неколку варијанти, дека проблеми со струјните апарати, кабли кои што не може да издржат концерт. Второто нешто, имаше проблеми со климата, со проветрувањето и сите тие работи кои што не смее да биде така како што е, и нормално Владко дал рок за да се среди сето тоа
за да може да се реализира концертот. А јас бидејќи го следам Владко Стефановски нон-стоп на секаде, еден ми од фаворитите во Македонија што се однесува до музиката, знам дека ќе замине на токму за неколку дена на турнеја низ САД. И малку беше чудно дали ќе се пролонгира. Неофицијално, мислам дека се продале многу малку билети, но тоа никој нема да ви го потврди, никој нема да ви го каже. И да ви кажам искрено, не ме изненадува, во Малта категоријата на луѓе кои што се на островот нема ни да ме шокира и следен концерт да има да би помине со многу малку публика, затоа што тој тип на музика некако овдека не ми изгледа дека ќе има добро поминување. Еден, не знам сега како се вика тие цеци меци, Лукас Аца да дојде, мислам дека 100.000 публика, ќе пола остров ќе му дојде. Ама Владко Стефановски, било кој да се соберат повторно сите од Лепи Сол заедно со Гаро да дојдат тука, мислам дека нема да има поминување од проста причина што тоа е. Категоријата на луѓе кои што обстануваат во моментов овдека на работа, на привремена работа, на живот е некоја која што тоа само на хартија се декларира Владко Стефановски, а колку од нив го имаат дома неговиот винил, касета или DVD, не сум баш сигурен. Тоа е еден мој став, едно моје мислење. Инаку би сакал и нормално јас ќе бидам првиот кој што ќе направи и снимање и ќе го поддржам се до тоа, само да се реализира. За некоја друга прилика се надевам дека се до тоа ќе биде баш така како што беше најавен. Igor Filevski Show. Xavi, l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terri amb el cap, el control de To, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol! За денеска книга македонска од македонски автор. Ја прочитав и ја голтнав во миг. Ме воодушеви, ме врати на едни прекрасни времења од мојата младост. Секој што живеел посебно во тој период 80-тите години, па и почетоците на 90-тите во Скопје, во многу сегменти во книгата ќе си го препознае времето
убавото време, но опфаќа и многу други работи кои што вреди да се прочита. Посебно мене ми се допадна јазикот на кој што сето тоа е скоцкано на најубав можен начин. Марина Костова за денеска во оваа рубрика. ФК Македонија започнува своите настапи во зимската лига, во првата дивизија, во главната надпреварувачка сезона, не она летна кратка лига. И тука се веќе најдобрите, тука треба да се освои шампионатот и да се радуваме. Првиот надпревар го игра буквално против единствените нивни фаворити во лигата и единствените кои што мислам дека може да ја победат ФК Македонија и ја победија 4-2, иако можеше да се случи и да биде нерешено, но како и да е, нека остане вака до крај со овој еден единствен пораз, пак ќе бидеме среќни и весели, веќе на крај ќе се решава се. Сега е следниот надпревар и за време на светското мислам дека нема да прекине лигата, така да ќе бидеме во тек со ФК Македонија и нивните резултати кон освојување на новата шампионска титула. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Дојавме на самиот крај од денешната епизода. Зад мене ги гледавте луѓето, посебно ние бабичките кои што си се капат. Тие бабички, јас сум тука 8 години, секој ден, ама буквално секој ден, си се по 2 до 3 часа во вода, јас викам еве семинарот почна, 5-6 се на купче, некогаш по некоја недостасува, но постојано немаат пропуштено ниту еден единствен ден. Јас им се воодушевувам, се надевам дека јас кога ќе дам на таа старост, еден ден така ќе се однесувам. Тоа е можеби еликсирот на малтежаните кои што важат за најдолговечни во рамки на Европа, па дури после нив се скандинавците. Едноставно живот на море, 10 месеци лето, практично лето, нема стрес, нема притисоци, што е најважното нешто. Останува уште да видите што беше аут и што беше ин во изминативе денови од последната епизода до денешната и да ми бидете во добро здравје. Ве очекувам, ако сте заинтересирани уште за лето, за капење, за море, за сонце, не чекајте, резервирајте си билет, имате и преку Солун, имате и преку другите земји блиски до Македонија и ангажирајте си одморче 4, 5, 6, 7 дена. Мислам дека, како што реков на почетокот, до ноември ќе се капиме оваа сезона. Чао, се гледаме за кратко, за неколку дена во новата со нови информации.
This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get